Македонските граѓани ги чувствуваат климатските промени, а тоа е докажано со зголемениот број на интервентни случаи во брзата помош. Незабележан проблем со децении, но резултатите се очигледни. Енормните промени на времето, драстичниот пораст и пат на температурите е само поголем проблем врз здравието на луѓето. Докторите ги советуваат најранливите граѓани да внимаваат во овој период и да ја примаат својата терапија, како и да очекуваат дека месец март ќе биде поразличен од останатите месеци. Во најзагрозената категорија на граѓани се оние со срцеви мани, како и жртви од мозочни удари. Посебно е ранливата група со хронични срцеви садови заболувања и кај нив овие брзи временски промени, кога еден ден имате топло, другиот ден веќе врнежливо па и пад на температурата од повеќе од 10 степени, во голема мера влијаат на нивните здравствена состојба. Метеорологот Славчо Поповски објасни дека овие драстични промени на температурите се очекувани за овој период, но дека времето ќе се поправи и во скоро време граѓаните ќе можат да очекуваат ранолетни температури. Имаме доста продори, директни продори од север и од југ, па затоа токму се случуваат и овие нагли промени кои ги имаме особено овие денови. Но дека пак во следните денови очекуваме, односно од утре, нова нагла промена, односно значителен пораст на температурите и стабилно и суво време, односно времето ќе биде сончево, повремено со мала до умерена локовна облачност. Глобалното затоплување веќе подолг период е алармантен проблем, но не се преземаат доволно активности за борба против него. Потребна е поголема свесност кај граѓаните, сметаат упатените. Иако сончевите денови ги подготвуваат граѓаните за пролетта, температурните разлики и неочекуваните промени се уште имаат огромно влијание врз здравието на поголемиот број од повозрастните, како и помладите лица.